Dragi braći i sestri, u sredinata na Velikijog posta Svetата Crkva ne povикува на поклонение на честиот крст Господов. Постот е време на духовни подвизи за самоиспитување, за покаяние и за духовен живот. Кој сака да врви по мене, нека се отрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Така им рекол Господ Исус Христос на своите ученици и на народот кој што бил собран околу него. Спасителот никого не присилува да постане негов следбеник. Само кој сака, кој е убеден дека не треба да живее како животно, туку како Син Божи, само тој решава да тргне по Христа. Но пред да тргнеме по Господа Христа, пред да се удостоиме да го земеме и да го понесеме својот крст, ние треба да се одречеме од себе си. Што значат тие зборови? Христос не бара од нас да се откажеме од својот разум, од своите знаења, од својот имот и од својата положба во општеството. Он сака да се одречеме самите од себе. Тоа значи дека се што имаме, знаењето, силите, способностите, парите, да не ги користиме само за нас, туку да ги употребуваме во полза и на своите ближни. Кој го следи искрено Христа, кој свесно и сериозно сака да биде негов следбеник, тој се одрекува од себе си, се откажува од својот егоизам и смирено го зема својот крст. Каков крст подразбирал Господ Христос кој им говорил на своите ученици? Сите тие порано виделе крст. Крстот бил средство за најстрашната и најстрогата казна. На крст римјаните ги раснувале разбойниците и политичките престапници. Секој осуден требало да го носи својот крст до местото на казната. Кога Христос го споменал зборот крст, пред мислениот поглед на неговите слушатели се појавувале слики на ужас и на најтешки страдања. Спасителот сакал да каже дека неговите ученици, ако сакаат достојно да се нарекуваат христијани, не треба да очекуваат на земјата само среќа и благосостојба, туку треба да бидат подготвени и да поднесат и тешки страдања. Тој не зборувал за оние страдања што престапникот заслужено ги добива за своите престапи и заради нив бидува распнат на крст или е мачен и затворен. Он зборувал за крст како неговиот и за страдањата што требало да ги поднесат неговите следбеници за да ги спасат своите ближни и да победи правдата. Секој христијанин треба да носи и всушност носи таков крст. За да спасиме некој свој ближен, за да му помогнеме, ние треба да се лишиме од нешто или со други зборови речено да претрпиме известно страдање. Колку повеќе живееме за своите ближни, колку повеќе луѓе сакаме да спасиме и да им помогнеме, толку повеќе лишувања треба да направиме, толку потежок ќе биде и нашиот крст. Христовиот крст бил најтежок, затоа што на него он ги понесал гревовите, тагата и бедата на сите луѓе што живееле и што ќе живеат на земјата. Крстот, браќи и сестри, што е одреден за секого од нас, неспоредливо е полесен. Од нас не се бара да ги носиме гревовите на другите луѓе. Од нас се бара да понесеме само дел од грижите и од потребите на своите ближни и со тоа да им го олесниме нивниот живот. За многумина и тој крст изгледа многу тежок. Тој станува уште потежок кога ќе се натовариме и со своите собствени беззаконија и гревови. Грешниот човек не е во состојба да го носи својот крст. Уште помалку тој е во состојба врз себе да ги земе туѓите грижи и страдања и да им го олесни животот на своите ближни. Праведните и светите луѓе носеле многу потежок крст, меѓутоа го носеле со леснотија и со радост, затоа што немале дополнителна тежина од своите тешки гревови. Драги христијани, да не се жалиме од својот крст. Сигурно Господ ни дал токму таков крст што им одговара на нашите сили. Крстот е позив на христијанина. Ако некогаш почувствуваме дека крстот ни натежнува, не треба да се жалиме за тоа, туку треба да се радуваме
дека Бог не удостојува да не вброи кон своите свети избраници. На денешниот ден, драги христијани, црквата не повикува да се поклониме на најтешкиот и на најголемиот крст што некогаш бил носен на земја. На Твојот крст се поклонуваме, Владико, и Твоето свето воскресение го славиме. По крстот следува воскресение. По тешките маки што ги претрпел Господ Исус Христос заради нашите гревови, Бог го издигнал до себе од својата десна страна. И ние, ако го носиме достојно својот крст, ќе бидеме наградени со вечен живот и ќе воскреснеме од мртвите за вечна слава. Амин.